Го имаме случајот со таксистите кои што веќе трет ден ја блокираат железничката пруга. Што се случува во моментот во кампот? Имаме ли се зголемува ли бројот на бегалците кои што се веќе во кампот? Не, во моментов, значи, онаа бројка која што е примена и регистрирана е стандардна, значи тие се некаде околу 800-150 мигранти кои што се регистрирани и чекаат за понатамошен транспорт. Се надеваме дека проблемот кој што е наметнат од страна на автотакси превозници и автобуските превозници ќе биде надминат со цел да се овозможи на луѓето да го продолжат патувањето понатаму и да ја напуштат безбедно нашата држава. Така, имаме најави од грчка страна дека доаѓа голем бран на бегалци. Што ќе се случи ако таксистите не се повлечат од пругата и заглават нашата? Па да се надеваме дека тоа нема да се случи, да се надеваме дека ќе да најдеме некое заедничко решение со нив, на некој начин да и они помогнат како што и досега помагаа во оваа кризна ситуација. Инаку што се однесува до пропустот на мигранти од грчка страна, нашите безбедносни сили се во постојан контакт со грчката полиција, го менаџираат тој процес и се надевам дека нема да ескалира и дека нема да се доведеме во ситуација да наеднаш влезат огромен број на луѓе, што секако ќе ни представува дополнителен проблем, без разлика на тоа дали ќе возат таксисти или нема да возат. И се надевам дека тој процес на менаџирање помеѓу двете страни, нашата полиција и грчката, оди добро како што одеше досега и мислам дека нема да има проблем. Значи ќе се пропуштат одреден број на мигранти со дополнителни проверки кои што ќе на некој начин ќе бидат дополнително проверувани за да не ствараме дополнителна гужва. Така, имаме ли простор за размислување и такси превозниците да влезат во редовен транспорт на мигрантите кон север? Па во овој момент се уште немаме добиена информација како оделе разговорите. Тие денеска биле на некој разговор начелен во Министерството за внатрешни работи. Се надевам дека утре на седница на главен штаб ќе се отвори ова прашање и еднаш за секогаш да се затворат. Ние имавме одредени заклучоци кои што беа донесени исто така од главниот штаб, кои што на некој начин можам да кажам не се баш почитуваат, меѓутоа што е тоа е заклучоци се може да се променат, може да се сменат некои работи. Се надевам дека ќе биде разрешена оваа ситуација во корист на сите, и на нас, и на таксистите, и на железница, и на граѓаните на општина Гевгелија, како и на државата, се разбира.